Прилепските советници на денешната 35-та седница ги усвоија предлог одлуките за финансиското работење на општинските основни и средни училишта за 2015 година, а зелено светло им беше дадено и на барањата на 30 на граѓани за легализација на имотите со кои нелегално располагале. Како и секоја седница, и оваа седница продолживме со она што се вика легализација на бесправно изградени објекти на нашите сограѓани. Денес генерално имавме викендички, односно надворот опфат на Прилеп, значи и тоа го правиме, го реализираме и тој дел. На таков начин ќе можеме и надворот опфатот на генералниот план на општина Прилеп, викендичките исто така да бидат легализирани. Континуирано вложуваме во образованието, како што знаете изминатите години и во 2015 година ќе продолжиме со истото. Исто така на седницата стана збори за досегашните ефекти од соработката со Центарот за регионален Пелагонески плански регион, преку кој се реализираа бројни проекти. Во тој центар и ние како општина Прилеп сме едни од основачите, заедно работиме на повеќе проекти и од кои што се од големо значење за нашата општина. Голем дел имаме реализирано веќе проекти, најчесто во населените места, што самото по себе зборува дека се обидуваме како општина од различни, не само од приходите кои што ги имаме од граѓаните, туку и од различни проекти финансирани од Европска унија, од Светска банка или од други институции да извлечеме што повеќе со цел да реализираме што повеќе проекти за доброто на нашите сограѓани. Според Димески, имајќи ги предвид досегашните позитивни искуства од ова, општината и понатаму останува фокусирана на изработката на нови проекти кои се битни за подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.